Добро утро, колеги, по втор пат. Утрово, како што најавивте, се наоѓаме во јавната установа Детски дом 11 октомври, каде што ќе се одржи денеска трибина посветена на менталното здравје во системот на социјалната заштита на децата. И овој настан се организира по повод 80 години од постоењето на установата, но и во месецот посветен на подигнување на свеста за менталното здравје кај најмладите. За значењето на оваа тема, за предизвиците и поддршката што им се нуди на децата, утрово во Македонија наутро разговараме со ВД директорката на установата, магистер Павлина Трајановска. Директорке, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на јавниот сервис. За почеток, која е главната цел на денешната трибина и што покажува вашето искуство? Дали свеста за менталното здравје кај децата се зголемува и каде има простор за дополнително подобрување? Целта на нашата трибина е да отвориме еден стручен диалог за значењето на менталното здравје во системот на социјалната заштита, бидејќи овие деца се особено ранлива категорија на деца во социјален ризик, кај кои што тешките животни ситуации, семејните ситуации придонеле за тоа да има потреба од справување со многу емоционални и психолошки предизвици. На трибината ќе учествуваат еминентни предавачи, асистент доктор Билјана Гагачовска, психијатар, детски психијатар, субспецијалист по детска и адолесцентна психијатрија, професор доктор Мимоза Рајл, која е советник за култура во кабинетот на премиерот на владата на Република Македонија, професор Татјана Алексич и психолог и психотерапевт Марија Коневска, а трибината ќе води Розалија Секуловска, која е психолог и психотерапевт. Сите се со долгогодишно искуство во областа на работа со деца, млади и семејства. Колку менталното здравје е застапено како приоритет во системот на социјалната заштита на децата? Во последниве години може да се каже дека се повеќе се препознава менталното здравје како приоритет во системот на социјална заштита на децата. Се повеќе се инвестира во обука на стручни кадри кои што работат во системот на социјална заштита, меѓутоа секогаш има простор за подобрување и усовршување. Секако дека уште повеќе треба да се работи на усовршување на стручниот кадар, на постоечкиот кадар, но исто така и да се вработуваат нови кадри кои ќе донесат свежина и ентузијазам во институциите, педагози, психолози, социјални работници. Секогаш има простор за подобрување, меѓутоа споредено со изминатиот период кога менталното здравје беше табу тема и скоро непознато за јавноста, денес многу поотворено се зборува за емоционалните и психолошките предизвици со кои се соочуваат децата и младите. Така. А со какви предизвици најчесто се соочуваат децата кои се згрижани во вакви установи? Децата згрижени во вакви установи, како што спомнав, поради тешките животни ситуации во кои што се нашле, се соочуваат со многу емоционални и психолошки предизвици. Кај нив е низок степенот на самодоверба, постои емоционална несигурност, често чувствуваат анксиозност, агресивни се во дадени ситуации, меѓутоа затоа ние како стручни работници тука сме да им подадеме рака и секогаш да излеземе во пресрет на нивните потреби. Какви конкретни програми и стручна поддршка им се обезбедува на децата во однос на нивното ментално здравје? Во однос на нивното ментално здравје, ние институциите имаме развиено програми за психолошки, психоемоционален и социјален развој и поддршка на децата. Со децата се работи индивидуално, групно, се реализираат индивидуални групни активности, советувалишна работа, а децата учествуваат во голем број креативни работилници, учествуваат во работилници кои го поттикнуваат нивниот емоционален, социјален развој, тоа ја поттикнува нивната емоционална сигурност. Дел се од културни, спортски настани кои што пак од друга страна ја подобруваат нивната социјална интеграција во општеството.
Меѓутоа, ние како установа секогаш практикуваме да изградиме индивидуален пристап во третманот на менталното здравје на децата, кој ќе соодветствува согласно на индивидуалните потреби на секој поединец. Директорке, колку е важна соработката со институциите, со стручните лица, но и со заедницата во процесот на грижа за децата? Институционалната соработка е многу важна, затоа што една институција не може во целост да одговори на сите потреби на едно дете. Многу важна е соработката помеѓу социјалните институции, образовните институции, здравствените институции, но исто така покрај владините, секако и невладините институции и заедницата. Кога ќе се постигне една синхронизираност и усогласеност во функционирањето на сите овие различни сегменти, тогаш ќе можеме да кажеме дека ние како систем сме подготвени во целост да одговориме на потребите на децата. И за крај на нашиот разговор, која е пораката што сакате да ја испратите преку ова денешна трибина и ајде да упатиме на покана до граѓаните во колку часот започнува и каде ќе се одржува? Трибината започнува во 12 часот, ќе се одржува во просториите на јавната установа Детски дом 11 октомври. А пораката која што ние сакаме денес да ја испратиме е дека менталното здравје е подеднакво важно како и психичкото здравје. И во оној момент кога ние како заедница на менталното здравје ќе нема да гледаме само кога имаме проблем, туку тоа ќе биде дел од нашето секојдневно живење и грижа, ќе можеме да кажеме дека сме постигнале многу. Навистина убава порака, ви благодарам за разговорот ова утро и посакуваме да имате успешна трибина. Ви благодарам за одвоеното време. Во јавната установа Детски дом 11 октомври денеска се одржува трибина посветена на менталното здравје во системот на социјална заштита на децата, а по тој повод утро во Македонија наутро разговаравме со директорката на установата магистер Павлина Трајановска. Колеги,